ВМРО ДПМН ќе поднесе резолуција до парламентот во која, како што се најавува, ќе бидат дефинирани државните позиции во разговорите со Бугарија. Тој документ спред најавите од опозицијата ќе биде обврзувачки и владата ќе мора да се движи во неговите рамки. ВМРО ДПМН го презема овој чекор зашто, како што изјави лидерот на партијата, државата немала црвени линии во процесот со Бугарија и актуелната влада тргувала со идентитетот и јазикот. Во самата резолуција се содржани дефинициите и јавно, повторувам, и јавно декларираните ставови на Македонската академија на науките и уметностите, најстариот универзитет, Универзитетот Кирил и Методи, и Македонската православна црква, Охридска архиепископија Јустинијана Прима за јазикот и идентитетот. Она што го нудиме не е авторски текст на ВМРО ДПМН, туку тоа што го дефинирале највисоките научни и обштествени авторитети како заеднички државен и национален интерес. Текстот на документот меѓу другото предвидува водење на преговорите на рамноправна основа со почитување на меѓународното право, автохтоноста на македонскиот народ и неговиот историски, јазичен, културен и религиски континуитет. Ова резолуција е документ од кој треба да произлезе национален консензус, брана за сите напади и обиди за манипулација и ќе биде заедничкиот став на Македонија за сите, повторувам, сите важни прашања. Не е доволно да се збори за црвените линии. Овој пат тие треба да се бранат, а тоа е наша должност. Мицкоски уверува дека е подготвен за дебата се со цел за, како што вели, да се испрати заедничка порака дека идентитетот, јазикот и историјата се наше право. Одговорот од власта брзо стигна. Ако Мицкоски не е сигурен во својот идентитет, во јазикот кој го зборува, нема потреба да поднесува резолуции. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет се меѓународно потврдени и признаени и нема потреба од каква било расправа за тие прашања, особено не во Македонското собрание, соопшти од СДСМ. Во моментот кога ВМРО ДПМН ја најави својата иницијатива за резолуција за разговорите со Софија, на меѓународната конференција Преспа форум за диалог беа пратени пораки дека блокадата од Софија е лош сигнал за целиот Западен Балкан. За словенечкиот председател Пахор, одложувањето на преговорите со земјава е политички и морално погрешно. Според еврокомесарот Јоханес Хан, неотворањето преговори со Македонија и со Албанија е неуспех и за Европската унија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.